Овој нормален Глок 17 со прекинувач Глок и магазин со 15 рунди куршуми земени од ист осомничен. Овој полуавтоматски пиштол, конфискуван од полицискиот оддел во Лос Анџелес, функционира како митралес, исфрлајки куршуми без престан. Има уред за конверзија со големина на паричка, кој бил незаконски инсталиран. Поседувањето на овие така наречени прекинувачи може да донесат затвор од 1 деценија. Полицијата вели дека криминалците постојано наоѓаат нови начини како да дојдат до нив. Пред неколку години огромното мнозинство од нив доаѓа од Кина. Сега, само оваа година, видов најмалку 2 пиштоли откриени во области со висок криминал кои беа испечатени на 3D печатари. Многу од овие Глок прекинувачи се купуваат и преку интернет. Не знаеме колку ги има. Се што знаеме дека се испокуваат повеќе куршови. Порано гледавме 3 или 4 рунди, сега гледаме 30 или 40 рунди. Прекинувачите се популарни кај пиштолите од брендот Глок, но не се произведени од компанијата. Само во главниот град на САД, властите открија 114 прекинувачи оваа година, речиси двојно повеќе од целата 2021 година. Колку се запленати годишно? Не можеме да кажеме, зашто Американското биро за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви кој води статистика за тоа, не одговори на нашите барања за интервју. Но компанија наречена ShotSpotter најде начин да даде проценка. Фирмата специализира во откривање пукања од огнено оружје според звук и им помага на полициските агенции. Меѓу 2019 и 2021 видовме зголемување од околу 400 инциденти, стигнувајќи до околу 5600 инциденти кои вклучуваат целосно автоматско пукање. Тоа е пораст за 14 пати. Инцидентите беа смртоносни. Прекинувачите се појавија во масовни пукања оваа година. Уште во мај 2 лица беа убиени, а 7 мина ранети пред Макдоналдс во Чикаго. Еден месец предходно во Сакраменто, млада жена која го прославувала својот 21 роден ден, била меѓу 6 лица убиени во масовно пукање. Најмалку еден од пиштолите пронајдени од местото на настанот бил модифициран со прекинувач. Во јули, група демократски сенатори представија предлог закон што ќе вели да се подобри способноста на федералните агенции за спроведување на законот за откривање, пресретнување и запленување уреди за модификација на огнено оружје. Но Луис Валдес, портпарол на групата Собственици на оружје во Америка, вели дека криминалците секогаш ќе наоѓаат начини да ги прекршат законите за оружје без разлика колку строги се тие, додека не бидат повикани на одговорност. Мора да имате стрикно спроведување на законите. Некои од најнасилните, закоравени криминалци добиваат благи казни, брзо излегуваат од затвор. Обвинителите во Пенсилванија гледаат решение во регионална соработка. Тие неодамна разбиле синџир за трговија со огнено оружје, предводен од 20-годишник кој продавал прекинувачи и покрај тоа што бил премногу млад за легално да купи пиштол во државата. Кога ние гониме, има сериозни последици и сериозно долги казни што ги изрекуваат нашите судии, понекогаш двоцифрени, за кои се надеваме дека ќе одврати други да одат по оваа патека. Но одвраќањето може да е ефикасно само до некоја граница, а на Америка и треба поцелосна слика за факторите кои се во игра, вели Стив Линдли од организацијата Брейди, обединети против оруженото насилство. Сакаме повеќе средства за универзитетите и приватните истражувачки организации за да работат на социјалните прашања што стојат зад насилството и употребата на огнено оружје во нашето општество. Линдли рече дека неговата непрофитна организација ќе продолжи да работи со конгресните лидери за донесување закони што ќе го држат оружјето подалеку од луѓето склони на насилство.